Враќајќи се на убавината и комплексноста на операта како уметност, клучно е да се истакне нејзиното револуционерно потекло и како е структурирана за да биде едно целосно дело. Операта е урамнотежено или намерно напнато обединување на различни елементи кои служат на драмата. Музиката, либретото или текстот, пеењето, сценографијата и костимографијата. За татко на операта се смета Клаудио Монтеверди со делото Орфеј, првата музичка драма, а низ вековите операта се менува и станува одговор на општествените вкусови и музичките иновации. Гласот бас е најдлабокиот, најнискиот и најтемниот машки глас и игра суштински, често драматични или комични улоги во операта и хорската музика. Басот се одликува со хармоничното богатство и моќта на нискиот регистар, нешто што му дава природен авторитет во музиката. За агилноста, благородноста на фразирањето и карактеризацијата на улогите за бас ќе не зборува вечерва нашиот најпознат и светски признаен оперски певец Игор Дурловски. Игор, добре дојде во Трафика. Добро ве најдов, благодарам на поканата. Роден во Битола, заврши во Скопје, соло пеење кај исто како и Ана, мислам, кај Билјана Јовановска Јакимовска. Но она што ме интересира е како го откри талентот за пеење, а потоа ќе те прашам и како гласот, таа импостација на бас толку ниска и од кога? Почнав многу мал, верувам дека сите колеги, односно сите луѓе кои што се занимаваат со уметност, љубовта кон истата ја виделе или нивните родители ја препознале уште од мали години. Јас од 5-6 годинки почнав да пеам по дома, татко ми свиреше, имаше нижо музичко и свиреше клавир, односно свиреше органа во тоа време имаше дома и многу често кај нас дома знаело да се практикува музиката. Доаѓале гости, слави, секогаш сме биле исполнети со музика. Семејството ми беше такво и љубовта кон музиката најверојатно беше од тие години. Малку подоцна, на 14 годишна возраст се запишав во средното музичко училиште во Битола, затоа што и наставниците во основни кажува дека сум многу талентиран, имавме некакви музички секции каде што каков инструмент да требаше, бев јас ангажиран, лесно го совладував и можев да настапувам, така да ги послушав наставничките од основно, се запишав во средно музичко, иако пракса кај нас беше да децата имаат и нижо музичко училиште, за мене беше прилично тешко, затоа што тие 6 години припрема ги немав, но брзо после тоа, последна година веќе влегов во штосот и почнав да се развивам како соло пејач, како оперски пејач. Гласот како ваков баритон. Бас ти е од попубертетските денови? Да, јас интересно е дека почнав како тенор, односно како контратенор, највисокиот машки глас. Да, немав уште мутирано кога започнав да се занимавам со соло пеење и поминав сите фахови во кај машкиот глас, од контратенор, тенор, баритон, бев во 4-та година средно и на факултет се запишав како бас. Веќе на 18-19 години е комплетно, горе-долу комплетно созран гласот и веќе бев бас. Се смејам, извини, ама ми е толку убаво да го слушам овој тембр, толку низок. Совршено ти е импостиран гласот за оние најави на американски филмови. Да, за трейлери. За трейлери. Скроз. Имав, се шегував со сопругата, ама една од омилените професии ми било презентер на телевизија, ама јас се трудам битолскиот акцент да го ставам на страна, но сепак се уште
владее со... Ама има битолчани што го имаат исчистено. Борко, например, што чита вести, сосема му е исчистено. Така е исчистен. Мој кај мене, иако сум музичар, тешко оди. Се обидувавме и дома и кога живеевме во Германија да практикуваме да зборуваме убав македонски литература. Ти зборуваш убав македонски, што? Но акцентот се уште акцентот е битолски, вокалите ама отворени и така натаму, но еве се трудам да бидам пристаен. Преубаво звучи, мене повеќе ми се допаѓа трето сложеното акцентирање и многу убаво акцентирате, така што освен некои турцизми што ги имате во битолски, имате совршен говор. Гласот го усоврши подоцна и во камерното студио на Оливера Милјаковиќ во Виена. Претпоставам тоа е поврзано со периодот кога направи своје деби во Виена. Така е. Раскажи ми малку за тоа, околу тој твој ангажман. Знаете како се работите некогаш шкотските се редат сами по себе. Јас само што дипломирав во Скопје на факултетот за музичка уметност, имав можност да настапам во неколку продукции во македонската опера и балет. Во тој период морам да нагласам дека не беше така едноставно за млад пејач да добие можност да настапи тука. И една од представите беше Риголето. Во таа представа гостуваше во тоа време директорот на Виенска камерна опера Пол Вајголд, кој што работеше на нашата продукција Риголето. И последна проба ми дојде со договор и ми вика дали сакаш да гостуваш 18 представи во Виена. Во тоа време за мене беше како туку-што завршен студент, туку-што стапнат на сцена, беше неверојатно, да, секако дека сакам, веднаш го потпишав договорот и следната година, односно договорот беше една година пред мојот настап, после година дена заминав. Ја имав премиерата, моето деби, да не речам интернационално деби во странство беше во Виена и веднаш после тоа дојде и Јана да ме гледа на дел од представите таму и се одлучивме дека Виена е вистинско место и за развој на нашата музичка оперска кариера, но и за да се дополниме, односно да еден уметник секогаш треба да учи и да се доградува. Одлична можност беше тоа што го спомнавте, камерното студио на камерзенгерин Оливера Милјаковиќ. Таа беше 40 години солист на Виенската државна опера, на Виенската штатсопера и нормално дека од таков уметник има што да научите. 5 години се усовршувавме кај неа и после нашето заминување од Виена за Германија беа само, да не речам, средби кои што од време на време се случуваа со нашата професорка, но и ден денес, иако таа веќе има 93 години, и ден денес, сега пред месец дена бевме кај неа, се преслушавме, ни кажа некои насоки. Морам да нагласам дека во нашата професија, колку и да сте се изградиле, секогаш треба да имате човек кој што ве контролира. Во странство го викаат коуч, тренер кој што затоа што кога вие пеете, кога вие продуцирате тон, не можете да го чуете исто како што го слуша човек од страна, да, посебно човек кој што разбира. Многу големо искуство. Така е. Сега скоро бев во Виена во операта, го гледав Трубадур таму и е навистина. Таа е една од најдобрите оперски куќи во свет. Сме израснале како уметници таму, сме гледале многу представи, многу големи имиња и едноставно е врвот. Врвот е, да, точно. Она што ми привлече внимание исто така е дека си работел со Николај Ѓауров. Јас го знам од многу мојата омилена едиција на Лучија де ла Мермур, мислам дека е со Николај Ѓауров, дома што имам, така што со Џан Сатерлен пее во Лучија, е фантастичен уметник и се смета за еден од најдобрите воопшто басови на светот. Бугарин соработуваше со него, како? Јас не знам, ова се снима. Грешка е во Википедија, можда е поарна да го Никола Ѓузелев е. Ѓузелев, значи таму е... И Ѓузелев е многу, мислам, еден од најголемите. Ѓузелев исто се појавува како овако. И Ѓузелев е, тие се двајцата, да не речем тројцата со Борис Христов. Са некој утнал, не знам кој има утнато на Википедија. Ѓауров е ставен како... Ѓауров е ставен, додуше не сум се ни запнал да сменам, не ни знам како се менува. Но Ѓузелов е исто толку познат како Ѓауров. Најголемите оперски куќи од Метрополитен, Ковен Гарден, Виенска штатсопера, се сегде.
Да не речем и двајцата беа... Да. Како дојде до таа соработка, затоа што нели еве во Виена си или во тој период? Не, тој е веќе вратен во Софија. Во тој период кога јас работам со него, тој е вратен во Софија. И година и пол, тоа е и кратко пред неговата смрт. Година и нешто имав тога живеев во Германија, од Германија настапував односно од Германија доаѓав кога имав слободно време да работам со него, па пак се враќав назад, ама тоа беше прилично краток период затоа што брзо после тоа и се разболе и почина. Кажи ми, Германија, искуството исто едно исто супер. Предобро. Да, од Виена, морам да кажам дека од Виена заминавме за Мајнц, Ана во тоа време доби фиксен ангажман. Секогаш кога сме живееле во Германија, едниот бил на фиксен ангажман, другиот бил како гостин солист, затоа што тоа било некако баланс, затоа што си фиксиран во едниот е фиксиран во еден град, другиот гостувано се враќа како база го користи градот кај што сме живееле. И од Виена Ана прв пат доби ангажман во Германија во Штатстеатар Мајнц. Предпоставам за кралицата на Кралицата на ноќта Лучија ди Ламермур, најголемите. Манон, мислам дека имаше во тоа време, имаше повеќе продукции, мислам дека едно 15 продукции имаше испеано во Мајнц и сега беше културен шок, како што ни беше културен шок од Скопје во Виена, од Виена во Мајнц беше па еден обратен културен шок, затоа што е релативно помал град. Театарот е одличен, бе театар, но за почеток и за фиксен ангажман беше одличен. За Ана бевме таму 3 години, после тоа се преселивме во Касел, јас добив таму фиксен ангажман. Тоа е централна Германија, исто бе театар и после мои 2 години во Касел заминавме двајцата во Штутгарт, во Штатстеатар Штутгарт, која што е, можам да кажам, една од најбогата сигурно оперска куќа во Германија, но и една од најдобрите, затоа што имаше одлични режисери, одлични продукции и можеш многу да научиш таму. Темброт на басот е темен, мокен, но и тежок, масивен и опсегот е голем. Гласот мора да е агилен кога пеете. И постојат затоа неколку видови, нели, длабок, пејачки, басопрофондо, па пејачки, кантанте, нели, и бас-баритон. Да. Кажи ми малку за разликите при пеењето, ако земем предвид дека и белканто гласот е, нели, нешто што изискува легато, изискува убаво самиот збор, нели, убаво пеење, и за разлика од овој што е комичниот, каде што имаме декламирање, односно рецитирање и брз изговор. Така е. Проучив убаво. Да, одлично си проучил. За басот, затоа што басот ми е најмалку познат глас. Па добро, не можам да кажам дека е најмалку застапен, ама можеби е најмалку атрактивен, затоа што најчесто, посебно во овој дел од Европа, се слушаат италијански, се попопуларни италијански опери, а таму е тенорот по-застапен или можеби ги има поубавите мелодии, но има многу француски опери, многу руски опери, многу германски опери, каде што басот е сериозно застапен. Парсифал е така е, целиот со бас. Да. И не само Парсифал, мислам дека генерално Вагнер добро го употребува. Мајстерзингер фон Нюрнберг исто така, да. Така да е застапен за тоа што ме праша околу разновидноста, разликите во боите. Басопрофондо е најчесто застапен во сакралната музика, посебно во православната сакрална музика, да, како унисоно што звучи. И унисоно и едноставно подлогата на тоа е многу специфичен глас, затоа што сум слушнал, јас сум практикувал како млад пејач да пеам и во црковен хор, затоа што ме исполнувала таа музика, е прекрасно и имам некакво искуство со тоа. И сум слушнал дека во тие познати руски хорови гласот басопрофондо го користат едноставно само за почеток и за завршеток. Го чуваат цело време за да не се покачи интонацијата, но делува импозантно затоа што не го слушате екстремно силно, но го слушате целиот хор многу моќно. Дава, да не речам, тежина на целата музика и е ретко застапен во оперската уметност, затоа што едноставно не велам дека не е атрактивен, но е многу редок. Басокантанте е најчесто застапен и можеби и јас паѓам во таа
таа група, иако не сакам многу класификации, затоа што често се случува и да треба да ускокнете во нешто што е малку поинакво, да, што не е точно за вас напишано. Кажи ми, ти го пееш Спарафучиле во Риголето, јас размислувајќи викам Риголето, Спарафучиле, би можел Риголето да го пееш претпоставам или ти е... Риголето не, Риголето е превисоко. Превисоко ти е тебе? Превисоко, да. Риголето е за драмски баритон, да, но е превисоко и е невозможно, затоа што самите баритони, кога пеат Риголето, тоа е, мислам, една од најтешките улоги за баритон, се справуваат со големи предизвици додека го пеат, кога јас би пробал, мислам дека не би стигнал до крај, но самата постава, самата природа е таква, едноставно не е за вашиот глас напишано, а од тие драмски баритонски улоги, мене ми е голема желба Скарпија во Тоска. Тоа е изводливо затоа што е концентриран во исто така е за баритон напишана, но е малку траеве, да кажем, и е поизводливо да се испее, посебно те деумот. Концертно може да се испее, цела улога би било исто така претешко, но е, мислам, поизводливо отколку ова другото што праш. Отколку Риголето. Да, улогите се специфични за бас, обично се ликови со авторитет, мудри, полни со злоба или комичност, нели имаме татковци, кралеви, доктори, војсководци, да. И три слуги, слично ги имаме. Дон Бартоло во Севилски Берберин, Дон Магнифико во Пепелашка од Росини, Сарастро. Тоа се реке басо буфо, да. Тие се буфо, да. И потоа ги имаме кај Моцарт Колин, потоа имаме Боеми Колин во Пучини, Филип II од Дон Карло. Јас сега тука имам напишано Елила Џамајмамо на Филип II од Дон Карло, ако ја земе Верди, и наспроти Хайлмир Дасих Дих Финде на Гурнеманц од Парсифал на Вагнер. Која е таа разлика во тие две арии, да речеме, или улоги? За мене една од најмилените улоги е улога која што не сум ја пеел се уште, но верувам, затоа што и двете кои што ги спомна се улоги за кои што треба зрелост. Јас многу од таквите улоги секогаш сум ги оставал на страна и сум чекал да дојде времето. Еве почнува пополека, веќе доаѓа времето. Закарија во Набуко ја оставав исто така на страна, но пред година дена дебитирав со неа. До година имам исто гостување во Колумбија со истата, така да си доаѓа времето. И двете не можам да издвојам од двете која повеќе би ја посакувал. И двајцата се гениални, и Верди и Вагнер. Иако за Верди сум читал дека имал некакви комплекси од музиката на која што ја творел Вагнер, но секако не би сакал да издвојам, јас имам исто и многу други. Зарастро е една од најомилените улоги, која изгледа едноставна, е прекомплексна и звучи лесно, но е тешка за изведување, и таа ми е една од така улоги кои што убаво сум се чувствувал на сцена додека сум ја изведувал. Жорж Жермон, претпоставам во Тревијата, исто е баритон, така и не можеш таму да не чепкаш таму. Ана ми спомна кога гостуваше дека пееш и повисоки... Сум пеел контратенор, да. Ама си пеел, сега веќе не. Веќе тоа треба да се практикува. Тоа беше за мене некаков експеримент. Прво дебитирав во Касел со Џулио Чезаре. Тоа е скроз за публиката која што не го знае тоа. Тоа е скроз друг фак, машкиот глас звучи како женски мецосопран. Контратенор. Или контралт. Уствари контралт е како кастратите што како кастратите што звучеле. Сега тоа кај мене останал фалсетот кој што е најверојатно дел од тој детски глас. Така. И беше интересно, јас на шега со шефот диригент во Касел разговаравме нешто, му испав и вика дај да пробаме. И од таа проба стигна до премиера, до голем успех со таа премиера, и следно после тоа ми беше гостување во Државната опера во Штутгарт, на Беренике, кралицата на Ерменија. Мислам дека се викаше кралицата на Ерменија, пробувам на македонски да ја преведам. Гостува во Штатсопер Штутгарт и беше исто голем успех. Тоа е опера која што е извадена од
од некакви архиви кои што воопшто не била изведувана од 1700 и некоја и беше голем успех. Ја снимаше државната германска телевизија, после тоа Арте ја пренесуваше, излезе и CD за Наксос, така да беше голем успех и за мене беше интересен предизвик затоа што влегов во скрос нешто ново и беше успешно направено. Да, треба да се експериментира некој, така е, да се мрдне. Но после тоа почувствував дека и двете работи не можат да одат заедно. Ова сепак ми е и прва љубов басот и нешто што го чувствувам за поприродно и продолжив како бас. И басот, и гласот воопшто на секој певец мора да се одржува, да се негува. Посебна вокализација, нели, резонанцијата што имате вие, воздухот кој што го земаш, колку литри можеш, повеќе од 6. Па не знам како, ама секако со вежбањето имаме поголем капацитет. И како го одржуваш гласот? Какви вежби правиш или... Секојдневно треба да се работи. Едноставно не можете да оставите да има периоди, се случува кога правите мала пауза, но кога настапувате и кога градите кариера, нема, едноставно треба секојдневно да работите на себе, односно да вежбате. Во најмала рака треба да се распева човек, тој е еден час во кој што треба стигнете од најдолниот регистар до највисокиот регистар. Секако ако имате кариера, имате цело време сте ангажирани и учите некакви нови улоги, едноставно сакали или не, вие треба да го одржувате гласот, но некакви специјални навики од поинаков тип немам. Не се чува многу, има колеги кои што премногу се чуваат, јас сум ја пробал таа варијанта, ако премногу се чувате па сте преосетлив, така да воопшто не внимавам. Привлекуваш полесно болести. Точно. Слушни, цигарите тебе може да ти бидат и добри, за да цигарите се понизок и понизок. Нема многу да сметат, но сепак се шегувам, цигарата не е добра за оперски пеец, затоа што да. Која улога, еве велиш дека би сакал да пееш, да ги пееш овие две, Дон Карло Верди и Гурнеманс во Парсифал. Те би сакал. А која ти е од тие што ги имаш веќе пеено како драга, што ти е онака каде што се чува? За Растро, спомнам дека посебно ми е драга, да. Еве ќе кажам дека и идната година гостувам во Пекинг со истата улога, со волшебната флейта, како за Растро, во National Center of Performing Arts во Пекинг, кој што е една од најголемите оперски куќи во светот и за мене представува посебно задоволство, што посебно со таа улога ќе гостувам во Кина. Не ми е прв пат, во Пекинг ми е прв пат, но не ми е прв пат да настапувам на азијскиот континент и во Кина посебно. Сум настапувал во Турандот во Хонг Конг и во Макао сум го изведувал Кралот во Аида. Кубаво. Кажи ми, како доаѓа до тие соработки? Те побаруваат, конкурираш некаде? Па еден уметник има свој менаџерска агенција. Така. И се менаџерската агенција која има потреба од одредени гласови, односно театарот се јавува кај агенцијата и агентот гледа кој глас за која улога е најсоодветен и ви се јавува, ако сте слободни, настапувате, ако не чекате некоја друга понуда. Каде се чувствуваш убаво на азискиот континент? Предпоставам се функционира како како швајцарски часовник, така? Да, јас на азискиот континент сум настапувал, ги наброја во Кина, во тие две места и Пекинг до година и во Токио сум настапувал 2 пати. Во Осака сега бевме на Експо 2025. Така да азискиот континент посебно го сакам затоа што тој однос кон уметниците е малку поинаков отколку во Европа. Во Европа бил, како што кажуваат постарите колеги, до 70-тите, 80-тите години, но во Азија е се уште така. Едноставно уметниците, посебно уметници кои што доаѓаат од Европа, ги држат на дланка и имате супер услови, многу убави услови и за работа и за и додека сте таму се чувствувате убаво, затоа што ве третираат малку, како да кажем, повозвишено. Како звезди, нели, како посебни. Кажи ми, што е за тебе музиката? Затоа што еве ке во Осака настапивте, предпоставам, со Ана Сонија македонски напеви, кои што ќе ги споменеме после, ќе го најавиме вашиот нов концерт, затоа што е битен. Истото се случи, истиот репертоар го имавте, ако не се лажам, во Виена сега во Музик Ферајн.
Кажи ми за Музикверајн, како беше настапот на Филхармонија и вашиот настап таму? За мене е втор пат да настапам во Музикверајн, еднаш пред 20 години, сега ми е после 20 години повторно се враќам на таа сцена. Сега ми беше посебно драго, затоа што позади нас со Ана имавме 60 македонски уметници, кои што исто така беа воодушевени и целиот тој настан помина прекрасно. Гледав ке колегите, некои од нив свиреа со насолзени очи. Сигурно. Затоа што и приемот од публиката беше прекрасен. Јас посебно се плашев затоа што одиме со настап во Музикверајн со македонски дела кои што се адаптирани за симфониски оркестар, но сепак е тоа македонски фолклор, пееме на македонски, никој не ве разбира, и имав малку стравување дали добро ќе не прими публиката или не. Но настапот беше супер, а реакциите од публиката беа одлични. Враќаја на бис, имавме со Тешкото се врати Македонска филхармонија, да, одлично го изведоа, публиката беше презадоволна и морам да нагласам дека и менаџментот на Музикверајн ни кажа дека многу се радуваат што отидовме со македонска музика, а не отидовме со овие светски автори познати кои што ги слушаат постојано и едноставно Виенска филхармонија настапува таму, еден од најдобрите 3 оркестри во светот. Многу е побаво да се представите со нешто што најдобро го знаете, отколку да одите со нешто кое што таму е секојдневие. Така да многу убав настап имавме во Виена и верувам дека истиот програм кој што го имавме таму и тука во Скопје ќе го представиме на ист начин како што го направивме во Виена. Не те прашав, кога излегуваш на сцена, каков се односно кога додека ги подготвуваш улогите? Што ти е потребно и што ти чувствуваш дека треба да внесеш и каков си кога ќе се појавиш на сцената? Подготовката, процесот на подготовка на една улога трае подолг период. Еве се конкретно сум во фаза на учење на нова улога. Извини, ке те прекинам, дали Игор ги учите онака дел по дел како што како мали во хор сме учеле првиот стих го сечкаш или не директно? Кај мене процесот, верувам дека кај секој колега е различно. Кај мене процесот е едноставно јас сакам структурирано да ги работам нештата. Кога почнувам да учам улогата, нормално прво треба да се види изговорот. Сега во конкретниот случај учам улога на француски, а францускиот јазик не го познавам и малце потешко ми одеше, но прво се пишува изговорот, па после тоа сето тоа заедно текстот со музиката се вклопува и да речеме фаза. Прво учам, 20 страни, па уште 20 и така се зависи од улогата, колку е голема улогата. Во конкретниот случај има малку поголема улога и ми требаше малку повеќе време посебно за да го совладам и изговорот на францускиот јазик. Инаку го спремам Аркел во Пелеас и Мелисанда од Дебиси, тоа е одлична музика, претешка музика, но е одлична за мене и мала промена малку да се тркнам и од италијанскиот репертоар. Тоа ќе го изведувам следниот месец во декември, на 5 декември имам премиера во Ла Коруња во Шпанија со Симфонискиот оркестар на Галиција и едно ново искуство за мене, ќе биде концертна изведба на истата. Сад тој процес на работа после тоа, од кога ќе ја научите на памет улогата, застанувате да ја учите во студио со пијанист, и следната фаза е веќе на сцена. Работите со оркестар, работите со режисер, работите со сценографија, со мизансцени. Тоа е еден процес кој што може да потрае 5-6 месеци. Така, работиш со некој јазички да ти помага или? Да, работам со господицата Јанинка Невчева кај нас, таа е кај нас пијано придружба во Македонска опера и балет и работам со неја спремам затоа што таа и добро го познава и францускиот јазик. Јас секогаш зборувам, работите со некој што го познава јазикот, да звучи тоа се убаво и да звучи професионално. Во оперите, македонските опери Лидија од Македонија и Цар Самуил имаш пеено. И токму за тие улоги ја добиваш наградата Ѓорги Божиков од Сојузот на македонските композиторите на Македонија, СОКОМ, познато. Што значи една награда за вас како уметници? Поттик за нешто ново? Јас морам да кажам дека таа награда ја добив премлад, мислам дека имав 23-4 години, и не знам како е за другите, но за мене во тој период немаа наградите некакво
посебно. Значи, едноставно сте во машината, работите цело време и нема. Сега имам поинаков пристап кон наградите, затоа што некој гледате дека некој се потрудил прво да го вреднува вашиот труд и да ве изгледа и слуша. Точно. И да на крајот на криштата да се одлучи да таа награда да ве додели. А најчесто наградите ги доделуваат луѓе кои што ја знаат работата што ја работиме и од денешна перспектива многу повеќе ги ценам тие награди, иако кажав дека кога бев млад поинаку ги гледав. Добро, тоа како сите ние, да. Кога не е нешто друго побитно. Кажи ми за Германија споменавме и тоа, кажи ми за Охридско лето. Охридско лето исто еден фестивал кој што е меѓународно познат и признаен. И што пееше на Охридско лето? На Охридско лето сум пеел многу пати. Последниот мој настап бил 2016 година и 2017, се извинувам. Август 2017 и тоа беше концерт. И тогаш настапив како контратенор. Концерт со уште двајца гости. Мислам дека имаше уште еден контратенор од Грција и уште еден колега уметник, ама не се сеќам од каде. Настапував со барокна музика. Тоа беше мојот последен настап. Претходно сме настапувале и со Македонска опера и балет сме гостувале, но сум настапувал и на Антички театар со Ана сме имале заеднички концерти со колегата Благој Нацовски и уште повеќе, и уште неколку концерти. Мислам дека на 2-3 години сме имале пракса да настапуваме на тој голем фестивал и во тоа време за еден млад уметник било навистина голема чест и можност да се представи на таква сцена, затоа што таму на таа сцена застанувале навистина. Да, како Хосе Карерас, како Гласовски. Поростовски, имало многу пејачи. Мула, мислам дека. Точно, има Мула, мислам дека беше Ростроповиќ, има исто настапувано на Охридско лето. Владимир Јепин, значи невидени уметници. Кажи ми со Ана, зошто се одлучивте да ги спеете еве овие љубовни песни? Ние 2015 имавме еден таков концерт, тук само што се вративме од Германија, решивме да направиме еден концерт. Јас и приватно сум многу близок со аранжерот, односно композиторот Сони Петровски. И решивме малку да експериментираме. Во тоа време немаше многу обработки на македонски песни, посебно не на македонски песни со симфониски оркестар. И тоа беше еден предизвик да видиме како сето тоа ќе биде спакувано, да звучи еве да кажам европски, не во смисол европски, да звучи европски како современите европски композитори, а од друга страна да го искористиме македонскиот фолклор и тој спој, таа симбиоза испадна многу добра. Реакциите беа одлични на публиката во тоа време. Знам дека концертот беше многу брзо распродаден и решивме да повториме со 25 години јубилеј македонски уметници. И долго размислувавме дали да одиме со класичен, како што кажа праеска европски репертоар, или да одиме со нешто кое што е наше, а од друга страна лесно може да биде питко и за странец. И се одлучивме во тој период се викаше Песни од срцата. Сега концертот ни се вика концертот го насловивме како 25 годишен наш јубилеј на сцена и верувам дека ќе биде еден одличен проект кој што добро ќе пројде кај публиката. Така, ќе го најавиме на 17 декември во салонот на Националната опера и балет заедно со Ана Дурловска и симфониски оркестар Ајга. Така е. Да. Ќе бидат 50 на луѓе на сцена. Ќе имаме навистина убав програм и верувам дека публиката ќе ужива во истото. Пред да заборавам да ти подарам еден, Ана веќе ја има. Да? Требаше да ми текне друга некоја да најдам дома. Нема врска, одлично. Амако, ова за тебе копија. Ти благодарам. Кажи ми по дома, освен што се подготвувате за вашите улоги, пеете со вашите 3 деца. Тие се веќе големи, пораснати 17, 15 години има. 17, 15, да, близнаците се по 15 и пол. Тие се Софија и Лука. Софија и Лука, а Максиме постариот син. Колку се музички надарени? Сите тројца се многу музички надарени, сите тројца почна со инструмент, но ја нема жарта која што на почеток ја спомнав дека за еден уметник треба едноставно сам да сака. Тие
ние требаше да ги притискаме на некој начин за да вежбат, а знаеме како уметници дека под притисок уметник не се станува и едноставно ги оставивме сами да одлучат, се повлекоа и тројцата за општа култура знаат помалку клавира да свират, многу убаво пеат и тројцата, но никој од нив не сакаше малку повеќе да посвети вниманието. Помалиот син, близнак, нешто сега пројавува малку желба за музика малку повеќе и ако се одлучи малку повеќе во тој правец, ако ништо друго заради општа култура, ќе бидеме среќни, но секако ќе бидеме среќни само тие да се среќни. Така, се разбира. Може би и ќе им дое понатаму. А кажи ми, оперски може да пеат? Имаат таква? Не, тоа сепак е тоа област во која што треба малку ишколување за да можат да бидат заинтересирани. Вака доаѓаат, израснати се во театар, доаѓали во Германија додека живеевме, и во Виена, растеле во театар, така да блиска име уметноста, но не знам дали ќе ја практикуваат во смисол да бидат на сцената. Но се надевам дека во најмала рака дека ќе бидат на другата страна често посетители на убави настани, дека ќе го негуваат барем тој дел. Или ќе бидат во организаторски, нели? Не мора да значи да може да бидат режисери еден ден. Ти што пееш по дома? Што сакаш да пееш освен контратенори и бас? Па по дома и не пеам многу. Не? Мора да ти доаѓа онака да си запееш? Па најверојатно доволно пееме на работа. Зошто така си така кажете? Значи пееш мора non-stop да пее. Малку ќе го искарикирам ова, ама можеби не знам, тоа е најверојатно нешто слично како на еден плочкар кој што цел ден наредал плочки, да му кажете дома дојди се уште 2 квадрати да наредиш. Малку да се пошегуваме, ама мислам дека можеби тоа да има врска или не знам, другите колеги не сум ги прашал дали по дома пеат. Па не знам, нели си потпевнуваме. Јас излегувам од кола и тоа последно што сум го слушал, си го пеев преска додека дојдов за студио. Да, тоа останува. Нели такви? Тоа останува, да, и сега имаше периодот една песна која што станува екстремно популарна кај нас и по цел ден и мене не ми излегува од глава, ама не дека често потпевнувам. Каков си како татко? Мислам дека е тешко да се зборува, затоа најверојатно треба моите 3 деца да, во принцип јас сум построги од дома. Така, и ако гледаме да бидеме балансирани, често се случува да има добар и лош полицаец и да ги менуваме улогите со она, но генерално мислам дека јас сум за нијанса построг од неа. И ако гледаме се да се во принцип сите работи да се решат со мирен разговор, но нас во моментов сите 3 деца ни се во пубертет и е прилично забавно. Забавно ви дома ептен, така? Да. Слушни, ама во суштина се гледа тоа и по фотографиите дека кога се дава љубов на децата е така е. Накрај секи си дојде на своето место. Дали имаш некакво хоби? Не? Немам хоби. Што, затоа што нас спомна сака да чепка низ двор, ама ти не. Да, добро, јас не можам да го кажем како хоби, јас си го одржувам дворот. Во Сопиште ми помагаат и децата, но претежно јас го одржувам. Така да, ама тоа не можам да го кажам. Мислам, не го сметам за хоби, затоа што обврска. Да, можеби обврска. Иако уживам во тоа, но не можам да кажам дека ми е хоби. Ана е повеќе во градината, некојаш и таму и помагам, но и тоа не го сметам за мое хоби. Така да. Дојде во Скопје во средно, претпоставувам. Да. Така? Не, на факултет се извинувам, во средно бе во средно музичко во Битола. И какво беше детството во Битола? Во Битола беше многу безгрижно детството. Сум роден Порано беше секаде безгрижно. Секаде најверојатно безгрижно од сега. Да, најверојатно. Децата се во денешно време малку повеќе бомбардирани и преоптеретени со работи кои што најверојатно ние не сме ги имале. На детството? Што е нешто што најмногу се сеќаваш од мал? Па мислам дека само дружбите ме потсеќат, хармонијата дома, хармонично семејство, дружбата со другарите од мало, школото, кога ќе поминам сега покрај основното училиште, ми буди убави спомени. Така да тоа не можам да кажам дека една работа посебно би можел да издвојам. Едноставно безгрижност. Што така и сега кога ќе поминам, некако како некој терет од грбот да ви се трга на страна кога ќе го видите тој делот. Кажи ми ќе те прашам уште нешто за уметноста кај нас. Што мислиш дека можеме па и да направиме и што мислиш дека можеби ни недостига
во Македонија како во поглед на уметноста, не само на музичката, воопшто? Генерално мислам дека одиме во добар правец. Голем проблем е тоа што држава како Македонија, која што финансиски не стои најдобро, во европски рамки зборувам, не секогаш може да си ги дозволи големите уметници. Јас најмногу можам да зборувам за мојата област, затоа што најзапознаен сум во нашата област. Сега, користењето на добри контакти кои што да речеме и ние и останати колеги кои што настапуваат и живеат во странство, користењето на тие контакти понекогаш доведуваат да добри големи музички имиња дојдат за помалку средства. Верувам дека и во другите области, ако имаме уметници кои што настапуваат или живеат во странство, ги искористиме тие ресурси да одредени луѓе преку некакви канали доаѓаат кај нас и може нашата публика да ги гледа, е многу поедноставно, затоа што освен Охридско лето, кое што претходно го спомнавме, и евентуално неколку национални куќи, друг не може да си дозволи да големо музичко име или име од уметноста го донесе кај нас. Генерално, посебно во македонската опера и балет, морам да кажам дека барем за кога се работи за режисерски, за сценографски решенија, доаѓаат доста солидни, во последно време посебно доста, не знам дали го гледаше Риголето. Риголето за мене Риголето за жал бев на работа. Не успеа да ја гледаш, да се надам дека следна, мислам дека ќе има следна. Знам дека има нова поставка, дека се е ново и одлична дека продукција и режисерот и сценографот се од Италија, и сега кога ќе поставиш таква продукција, едноставно публиката кога ќе дојде и кога ќе излезе ќе раскажува, така и ја развиваш публиката, така добиваш и нови луѓе. Со лоши продукции едноставно само можеш да искомплексираш посебно млада публика за да ја немаш во иднина. До следната. Така е, но навистина македонска опера и балет може да се пофали со повеќе добри продукции кои што можат да бидат комотно презентирани во било која европска метропола и да бидеме и публиката да биде задоволна со истите. Игор, ако треба да го опишеш својот глас со една боја, која би била? Па најверојатно би била сива или црна. Да? Да, иако не можам да кажам дека ми се омилени. Темно-виолетова, да? Па убаво изгледа, убаво звучи тоа. Да. За крај, што ќе не кажеш? Што да кажем, јас посакувам да имаме што повеќе убави продукции кај нас, посакувам да имаме што повеќе публика на нашите представи, иако публиката се враќа, барем во македонската опера и балет, јас често сум не само на сцената, туку често кога не пеам сум на дел од публиката е задоволна, посакувам да имаме да луѓето што повеќе ја слушаат класичната музика, што повеќе се заинтересираат за уметноста генерално како таква и што повеќе доаѓаат и не гледаат и на концерти и на оперски и балетски представи. Јас се заблагодарувам многу за учеството. Ти благодарам на поканата, ми беше задоволство. Беше вечерва со нас Игор Дурловски, певец. Ке го искористам овој момент и јас да ги поканам уште еднаш сите што имаат желба да слушнат убава музика и два прекрасни извонредни уметници, додати да го гледат концертот на 17 декември. А сите вие што не гледавте вечерва, ви посакувам денови исполнети со радост и со среќа до следното издание на Трафика.